Почитувани, добро вечер. Во новата 25-та година, првото предавање што го организира Рускиот центар, и тоа по еден многу убав повод, а поводот е 25 јануари, тоест утре, кога се навршуваат 270 години од основањето на Московскиот државен универзитет Ломоносов. И по тој повод ние решивме накратко да ви ја раскажеме историјата на овој реномиран универзитет. Во текот на предавањето ќе погледнеме интересни фотографии, интересни исто така и видеа, кои што решивме да ги споделиме со вас. Да не должиме многу, да почнеме. Московскиот универзитет, како што реков, е основан пред 270 години, односно во 1755 година, и тоа со декрет на царицата Елизавета Петровна, која што ја гледате на сликата, таа уште се нарекува покровителка на науката и на знаењето во Русија. Токму поради овој нејзин гест, односно декретот за отварање на Московскиот државен универзитет, концептот на образованието и процесот, како и проектот на универзитетот го има подготвено првиот руски академик, што го гледате на сликата, јасно Михаил Ломоносов. За волја на вистината, Московскиот државен универзитет ќе го добие неговото име дури во 1940 година. И на грбот на Московскиот државен универзитет денес е украсен со зборовите на Ломоносов, кои што можете да ги прочитате. Науката е јасно спознавање на вистината, просветлување на разумот. Всушност, тоа е само цитат, односно еден дел од неговата реторика, која што во целина гласи: науката е јасно спознавање на вистината, просветлување на разумот, непорочна радост на живот, пофалба на младоста, потпора во староста, градителка на градови, воени полкови, тврдини на успехот во несреќата, а украс во среќата, на секаде верен и неразделен сопатник. Покровител на основањето на оваа научна институција бил ученикот на Ломоносов, кој што бил и миленик на царицата Елизавета Петровна, тоа е Иван Шувалов, кој го представил практично проектот на царицата, и тој всушност е именуван за прв старател на универзитетот. Се смета дека роденденот на Московскиот државен универзитет е 25 јануари, кој што исто така е познат како Тетјанин ден. Шувалов го одбрал токму овој датум затоа што тоа всушност бил и роденденот на неговата мајка, и при МГУ, при Московскиот државен универзитет, до денешен ден постои и храмот на светата маченица Татјана. На статусот највисока високообразовна институција во Русија всушност претендираат два универзитети, тоа се Московскиот и Санкт Петербуршкиот. Меѓутоа, мислењата на историчарите е дека се поделени всушност мислењата, меѓутоа преовладува мислењето дека Санкт Петербуршкиот универзитет всушност е наследник на Академијата на науките, која што Петар Велики ја основал во Санкт Петербург во 1724 година, а други сметаат дека тој всушност е прв токму поради ова, меѓутоа тој е реорганизиран како универзитет дури во 1819 година.
Како и да е, Московскиот државен универзитет се смета денес за најстар, па и во неговата химна се вели тој е наш, тој е прв, тој е московски. Сега предлагам и да ја слушнеме химната на Московскиот државен универзитет и да ја видиме целиот текст всушност како тече и како е поврзан всушност со сето ова што досега го зборував. Ете, и од тука ќе продолжиме во самиот текст на химната. Добро, да бевме на некој официјален настан, на некој предавање, секако ќе требаше да станеме за химната. Во самиот текст видовте дека има една реченица во втората строфа каде што вели не за џабе е изграден покрај зидините на Кремљ. Ова што го гледате и што го знаете, значи, така наречената главна зграда на Московскиот универзитет, таа се наоѓа прилично далеку од Кремљ, прилично далеку ако одите пеш, особено ако одите со метро и не е толку далеку, некои 6 станици има со метро, не повеќе. 7 или 8 станици, како и да се стигнува за половина час. До 1953 година главната универзитетска зграда се наоѓала наспроти Кремљ. Првата зграда на Московскиот државен универзитет не е зачувана. На почетокот на универзитетот всушност му биле доделени простори во тоа што се на руски се нарекува земски приказ, односно тоа е еден од централните органи на државната управа кој што се наоѓал на Црвениот плоштад
На негово место денес се наоѓа една, ако сте забележале по сликите, убава зграда во стилот на готиката. Тоа е историскиот музеј на Русија. Меѓутоа, оваа зграда не ги задоволувала потребите на образовната установа, па така во 80-тите години на 18-тиот век за неа било изградена нова на улицата Маховеја, која што исто така се наоѓа наспроти Кремљ. Студентите се уште посетуваат настава во оваа зграда на улицата Маховеја број 11. Таа е најстарата од сите згради што се во собственост на Московскиот државен универзитет. Денес таму се наоѓа Институтот за земите од Азија и Африка при Московскиот државен универзитет. Во текот на 30-тите години од 19-тиот век за потребите на универзитетот е купена уште една зграда, која што била изградена во 1790 година, малку подолу се наоѓа таа од улицата. Тоа денес по бројот ова е 11, дополнителната зграда е број 9 и таму всушност се наоѓа факултетот за новинарство денес. Како и храмот на Света Татјана на Света Татјана кој што го видовме при Универзитетот на МГУ, кој што се наоѓа во склоп на овие објекти. Подоцна универзитетот го засел целиот градски кварт, при што добил своја печатница, своја библиотека, исто така зоолошки музеј. Она што денес е лична карта на Московскиот универзитет, тоа е така наречената главна зграда, и таа е еден од Сталиновите облакодери. Како што знаете, во тој стил, така наречен Сталинов ампир, се изградени повеќе згради во Русија, меѓу кои денес во едната се наоѓа Министерството за надворешни работи на Руската Федерација. Пред револуцијата од 1917 година било престижно да се студира на Московскиот државен универзитет, меѓутоа само мал број луѓе можеле да си го дозволат тоа. По револуцијата извршена е така наречена демократизација на образованието, така што нагло се зголемил бројот на студентите, затоа што веќе можеле да се запишуваат на универзитет практично секој оној што ги исполнувал условите. Значи, не биле тоа само благородници или можда надарени ученици кои што имале мецени за да можат. Јасно е што донел комунизмот со себе, така што секој имал пристап до високото образование. Тогаш во составот на Московскиот државен универзитет се вклучени и така наречените виши женски курсеви. Тогаш за прв пат практично и на жените им било дозволено да се запишуваат на универзитетите и таму да слушаат предавања, да предават. Можда интересна слика е ова, која што ја најдов, тоа е првото предавање по војната во големиот амфитеатар на Московскиот државен универзитет. Сликата датира од 1 септември 1945 година и колку да бидете во тек, академската година во Русија не започнува на 1 октомври како кај нас, туку на 1 септември како учениците практично. Кон крајот на 40-тите години од минатиот век, Сталин ја испланирано практично изградба на неколку облакодери во Москва. Планираниот облакодер на Ленински гори
односно на Варабјовој горе. А, Тоа е покрај свиокот на реката Москва. А, Било планирано да биде тоа хотел, но раководството на Московскиот државен универзитет во тоа време толку усрдно ги молело властите за нови простори и ги молело токму да ја добијат оваа зграда, што Сталин прифатил да ја додели зградата на универзитетот, а подоцна изграден хотел, тоа беше хотел Украина, кој што е исто, како што реков, тие се нарекуваат сестри овие згради, затоа што многу личат една на друга. И така се покажа дека Московскиот државен универзитет е практично највисокиот Сталинов облакодер, чија главна зграда има 32 ката, а заедно со шилецот кој што го гледате каде што се наоѓа петокраката е висока 235 метри. Можем и тука накратко да ви објаснам како изгледа се ова. Во главната зграда, значи во највисоката, се наоѓаат факултети, се наоѓа ректоратот, се наоѓа и дел се студентски домови и овие одстраниве секторите, тоа се исто така што ги гледате овие помарките, сето тоа се студентски домови. И кога гледам од тука, мојата прва посета на Московскиот државен универзитет во 97 година, прозорецот од мојата соба е овде. Значи, тоа е така наречениот сектор Е на 7ми кат. Тоа беше, оттаму ми беше мојот поглед на паркот практично на Московскиот државен универзитет. Истовремено во близина на главната зграда, во ист стил се изградени уште две крила, кои што се биле наменети, тоа се наменети за денешен ден, за хемискиот и за факултетот за физика. Денес на Московскиот државен универзитет му припаѓаат стотици згради ширум Москва, но и надвор од неа. Главниот комплекс има површина од неколку стотици хектари. Покрај низата згради, во центарот на градот и повеќе од десетина посебни крила на Варабјовој горе, во кои се одржува и настава. Московскиот државен универзитет има неколку библиотеки, научно-истражувачки центри, лаборатории, има собствена печатница, има собствена ботаничка градина. При универзитетот има неколку музеи. Има спортска арена огромна, фудбалски, тениски терени, има свој здравствен дом, значи своја поликлиника. Она што мене, например, многу ме интересирало, има собствена метеоролошка обсерваторија, има собствен нуклеарен центар. Она што исто така е многу интересно, сега ми текна кога почнав да зборувам што се има, значи во таа главна зграда каде што ја гледате, во неа има продавници, пазарче, мензи, значи се што можете да помислите дека ви е потребно, апсолутно, кино, театар, се. Се има, внатре апсолутно има се. Своевремено, значи, зборувам кога јас мене тогаш ми беше мушно интересно кога јас бе прв пат таму, се уште како студент, пред 30, речиси 30 години,
А, имаше студенти кои што, м, бидејќи ова ги задоволува сите нивни потреби, во текот на студирањето нема излезено од кругот на универзитетот. И многу беше интересно дека за нив имаше погрден назив и ги викаа лебарки, бидејќи не излегуваа никаде надвор. Значи, само во кругот на универзитетот апсолутно имате се што ви треба. Не може, банка ви треба, банка имате, се има. Нема нешто што може да помислите, а да го нема таму. А, Московскиот државен универзитет има 43 факултети. Има повеќе од 300 катедри и 7 ограноци кои што се наоѓаат во други земји. Меѓу нив најголемиот дел се поранешни републики на Советскиот Сојуз, до неодамна имаше таков огранок и во Словенија. На почетокот во 1755 година универзитетот имал само три факултети: филозофски, правен и медицински. Јасно е зошто токму овие факултети. Во 19 век, сега морам детално вака да се подсетам, им биле додадени оделенијата за физика, математика и книжевни науки. Јасно е дека особено во тој период на 19 век книжевноста го има својот најголем, да кажеме, процут и благородниците се интересираат со убавите работи, како што е, впрочем, литературата. По Октомвриската револуција извршена организација и се појавуваат нови факултети со фундаментални дисциплини: хемиски, биолошки, механичко-математички, физички, историски, геолошки, географски, филолошки и економски. Во 1952 година од филолошкиот факултет се одделува факултетот за новинарство, а во 1973 година од биолошкиот се одвојува факултетот за педагогија. Се појавува и факултетот за психологија, факултетот за компјутерска математика и кибернетика и Институтот за земјите на Азија и Африка. Во текот на 80-тите и 90-тите години од минатиот век, собствени факултетите повторно почнуваат да се одделуваат, па добиваме факултети од научни области како социологија, странски јазици и регионални студии, наука за материјали, фундаментална медицина, државна управа и воена обука и многу други. Интересно е, например, фактот кога зборуваме за еден универзитет и кога ќе кажам дека, например, во Русија постои филолошки факултет, кој што е едно, факултет за странски јазици е сосема извинете, е сосема друго, и факултет за преведувачи сосема трет факултет. Меѓутоа, на толкава земја, нормално е дека ќе има голема диверсификација кај нас на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Сето тоа е на еден факултет, односно на филолошкиот факултет. Денес на Московскиот државен универзитет се изучуваат и биоинженерство, меѓународна политика, бизнис, телевизија, менеджмент во хуманистичката сфера и многу други области. Покрај тоа, на Ломоносов има и едукативен центар за ученици,
Овој едукативен центар е наменет за оние ученици од последната година на образованието, кои што планираат да се запишат на некој од факултетите на Московскиот државен универзитет. А, Она што е можно интересно е што кога ќе се спомене Московски државен универзитет, сите имаат предвид нели оваа висока голема зграда и сметаат дека таму се наоѓаат сите факултети и тоа, меѓутоа како што реков, распрскани се стотици згради во Москва и во Московската област, кои што се посебни факултети. Она што е интересно е што со Московскиот државен универзитет повеќе од 3 децении раководи еден човек. Тоа е академикот Виктор Садовничи. Еве го. Практично од 1992 година Садовничи е незаменлив ректор на универзитетот. Во 63-та година има дипломирано на Механичко-математичкиот факултет при МГУ. И може интересно што студентите од другите факултети кои што не се од Механичко-математичкиот, љубоморат и секогаш велат дека добро Садовничи најмногу го сака Мехмат, односно Механичко-математичкиот, бидејќи таму нели студирал и дека таму им обрнува поголемо внимание. Секако дека тоа не е точно, може би повеќе го посетува, бидејќи сепак тој е научник и тоа е неговата област и нормално е дека би одел таму. Ова е можна интересна слика, значи ова ќе се случува утре практично, секоја година. Ректорот на Московскиот државен универзитет има обичај на 25 јануари, значи на роденденот на универзитетот, на студентите да ги служи со медалуха, тоест еден вид на медовина. Покрај другото Садовничи е на чело на Рускиот сојуз на ректори, тој е почесен професор на многу странски универзитети, од Соединетите Американски држави до Јапонија, носител на голем број државни признани и награди, а покрај тоа по него е именуван еден астероид, како и еден вид цвет, еден вид божур, кој што го носи токму името академик Садовничи. И ако сме дојдени до денес, можеме да констатираме дека во моментов на Московскиот државен универзитет студираат околу 40.000 студенти, од кои речиси 1%, 10% извината, односно 4.000 се странски студенти. Тоа се од некаде од 80 земји од светот. Не може да се изброи вкупниот број дипломирани студенти на универзитетот од неговото основање, што е нормално. 270 години некој да брои колку луѓе, мислам, дури веројатно не се ни зачувани сите тие податоци. Луѓето што дипломираат на Московскиот државен универзитет стануваат познати, не знам, политичари, бизнисмени, спортисти, писатели, новинари, архитекти. Морам да напоменам дека во југословенско време исто така имало студенти од Македонија кои што студирале на Московскиот државен универзитет како размена помеѓу тогашната Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Советскиот сојуз. Но она што е исто така интересно и за кое што сакам да го спомнам,
е дека од Московскиот државен универзитет се излезени 11 дипломци кои што ја имаат добиено Нобеловата награда. Првиот од нив е Николај Симеонов, кој што добива Нобеловата награда за хемија во 1956 година. Потоа Игор Там и Илија Франк за физика 1958 година, инаку се смета дека Московскиот државен универзитет предничи со физика и по Нобеловите награди воопшто како научна дисциплина. Борис Пастернак, кој што добива Нобеловата награда за литература 1958 година, академикот Лев Ландау повторно физика 1962 година, Александар Прохоров, кој што добива наградата повторно за физика, Нобеловата награда за физика во 1964 година, великанот Андреј Сахаров, кој што добива Нобеловата награда за мир во 1975 година, Пјотр Капица повторно за физика во 1978 година. Потоа е првиот и последен председател на Советскиот сојуз Михаил Горбачов, кој што во 90-та година ќе добива Нобеловата награда за мир. И на крај уште една двојка, тоа се Витали Гинзбург и Алексеј Абрикосов, кои што добиваат Нобеловата награда за физика во 2008 година. Кога станува збор за Московскиот државен универзитет, можам да со гордост да констатирам дека тоа е единствениот универзитет во Руската Федерација во кој што се изучува македонски јазик и литература, и тоа на ниво на додипломски студии, магистерски, постдипломски и докторски студии. Лекторатот е отворен во студиите како специјалистички студии по македонски јазик се започнати во 1975 година, зборувам како специјалистички студии, значи целосен студиум македонски јазик и литература со време трајање од 5 години. Да се вратиме. Рина Павловна Усикова, која што академик Рина Павловна Усикова, која што за жал пред неколку години не напушти, застанува на чело на македонистиката во Русија. Од незината, да кажеме, од неа се произлезени еден голем број македонисти. Дури не можам да изборам колкумина наученици македонисти има таа подготвено, кои што во моментов работат на македонскиот јазик или на македонската литература, а некои на македонската култура. Потоа Ала Геннадиевна Шашкен, која што предава македонска литература, и ученичката на Рина Павловна Усикова, Елена Владимировна Верижникова, која што денес практично е главниот македонист во Руската Федерација, и таа денес предава македонски јазик на Филолошкиот факултет на катедрата за словенски јазици на Московскиот државен универзитет. Со нас вечерва е и колешката Марија Пандева. Марија, може да дојдеш тука, со која што можеме еве и да позборуваме. Како што ви кажа Емил, јас сум Марија Пандева и бев лектор по македонски јазик на Московскиот државен универзитет до пред
До Две пред 2 години, години. до пред две До пред 2 години. години. Инаку Вкупно ние со 5. Марија, да, ние сме колеги и јас своевремено бев лектор по Многу македонски подолго од јазик мене. Барем така 4 мислам. години. Ти 4, Да. јас бев 5. Веќе што не е подолго. Така што не е подолго, но мене ме фати такво време што не бев многу долго во Москва, затоа што тоа беше периодот на короната и најголемиот дел од моите часови ги одржав онлайн, но за среќа успеав да отидам 3 пати во Москва, од кои што 2 пати живеав токму во оваа зграда, за која што Емил денес зборуваше. Не успеав да го најдам моето прозорче. Јас успеав да го најдам Затоа тоа што што знам моето како од е другата точно. страна. Да, Моето од другата страна. моето точно гледаше и тоа беше тој последен дел, па потоа почнува еден испакнат и јас токму поради тоа си го знам каде ми е прозорчето. Мојот Марија, беше јас од 3 друг... месеци живеев во таа зграда. Јас 2 пати по 3. Од Е, кои што еднаш бев затворена внатре и не може да излезам. Марија, кажи ми, веројатно, ајде, пред јас да почнем, ако имате вие некои прашања за Марија. Доколку е интересно, јас имам многу работи да ја прашам. Прво, Марија, ајде јас да го пробувам Ајде. мразот. Како е да се биде лектор на една ваква институција? Јас од оваа дистанца не сум, ни сега не сум свесен, ни тогаш не сум бил свесен, и кога на луѓе ќе им кажам дека сум бил лектор на Московски државен универзитет, ми викаат, Да, јас секогаш ја добивам таа реакција и тогаш кога бев лектор и сега кога ќе кажам и веројатно се уште не сум свесна за големината на таа задача која што сум ја имала и која што сум ја вршала. Тоа уште од првиот момент ја го сватив како многу сериозна работа. И сум многу среќна што имав шанса да соработувам со професорката Елена Верижникова, која што навистина многу го познава македонскиот јазик и го сака македонскиот јазик. И тоа им го пренесува на сите студенти. И навистина ми е чест што имав шанса 5 години секој ден да работам со неа. И исто така и многу сум горда на моите студенти. Јас тогаш предавав на 2 генерации, од кои што едните беа во последната година од студиите, па потоа беа на магистарски, исто така им предавав и на магистарски студии, а другите почнаа во 1 година, јас им предавав до 3. Сега за среќа е запишана нова генерација во која што има 5 студенти. И мислам дека тоа е 11-тата генерација македонисти. До сега 10 генерации се дипломирани и се излезени повеќе од 40 македонисти кои што се занимаваат со превод, со книжевност, со јазик и некои од нив мислам и дека се во Македонија. Повеќето се во Русија и се надевам дека и од новите генерации ќе видиме многу големи работи за македонистиката. Инаку, Марија, колку еве се разликува македонското, значи нашето образование филолошко од она на Московскиот државен универзитет според сознанијата што ти ги имаш? Има големи разлики, нема како. Инаку, само да напоменеме дека по правило на групите на филолошкиот факултет на Московскиот државен универзитет се движат од 5 до 7-8 луѓе. Да, се работи со мали групи. Се работи со мали групи и дури кога ќе се влезе таму во нивните предавални, тоа се малечки тесни простори во кои што има 3 до 4 најмногу клупи, кои што може да стигнат 6 до 8 студенти максимум, табла, значи тоа е мала и практично тоа е оно што се нарекува студирање на филолошки факултет. Да, групите се мали, во поголеми училници и амфитеатри ги слушаат оние предавања што се заеднички за сите, како на пример словенски јазик. Инаку предметите по македонски јазик, кога не ги државме на Zoom, ги државме во мали простори со 2-3 клупи. Инаку програмата по која што студираат македонски јазик
не се разликува нешто многу од програмите што ги имаме овде на филолошкиот факултет. А, Освен тоа што секако македонскиот јазик се учи како странски и секоја недела имаат по 8 часа македонски јазик, од кои што дел се лекторски вежби, дел се предавања, дел се посветени на преведување, односно понатаму во другите години од трета па нагоре имаат и посебни предмети по преведување од руски на македонски, од македонски на руски. Секако имаат и различни предмети по книжевност, но јас затоа што не бев ангажирана во тој дел од наставата, не знам точно како е организиран. Значи, јас можам тука, извини, ќе се уфрлам, бидејќи станува збор за подесна специјалност и за помала група, например, македонистите, исто како и словенистите, исто како и кроатистите, и не знам, и така натаму. Значи, во наводници, да кажеме, помалите јазици, не постои мал и голем јазик, меѓутоа потребата од него секако дека е помала. Студентите се подготвуваат таму како за наставници, така и за преводачи. Меѓутоа се бира во принцип основната насока јазик или литература. Меѓутоа за сите е задолжително, знам дека јас држав и современ македонски јазик и превод, и методика на настава по македонски јазик и така натаму, значи сето тоа се поминува. И тоа ми беше целта на прашањето. Кај нас групите се во принцип големи, тука се помали никако. Дали го имаш тоа чувство дека тие студенти се практично некои твои деца со кои што сега ти мораш тоа да го научиш, мораш да им помогнеш, некако поблиска е атмосферата, повеќе си даваш себе си за задача дека треба да дадеш на студентите? Да, јас студентите си ги викав децата и професорката Вережникова секогаш ми викаше постара си од нив само 7 години, како можеш да ги викаш децата, но на вистина имаме сите едно такво чувство како да сме едно мало семејство, особено затоа што се поминувавме многу време заедно, особено во периодот на короната, кога часовите ни траја од сабајле до вечер. И во помали групи мислам дека се учи многу повеќе, затоа што немаат шанса задачата да дадат на некој друг па да се покријат со тоа што не успеале да го сработат. И исто така во овие групи е многу добро тоа што многу си помагаат. Затоа што тие речиси живеат и во исти згради и освен на часовите тие забележував дека и по часовите се обидуваат да зборуваат на македонски меѓу себе во групата по македонски јазик. Сега не знам како е со новите студенти, но се надевам дека е исто. Јас колку што имам информација, биле исто така златни деца како и претходните. Ете, сега ќе ги запознам во понеделник на зимската школа по македонски јазик. Дали имате некој прашање за Марија во врска? Да. Чисто сакам да те прашам, кој ти беше најпозитивно впечаток пристигнал во МГУ а кој ти беше да речем негативно искуство? Дали имаш некој или нешто што е малку, не знам, избунило? Па, можам да кажам дека целото мое искуство беше многу позитивно. Многу научив и за себе, не само за Русија, руски јазик, иако не го зборувам многу добро, но разбирам. Москва многу ми се допадна. Начинот на живот ми се допадна многу, секогаш се чувствував безбедно каде и да одам и навечер кога се шетав,
Не ми се допадна нивниот административен систем. Сите тие лавиринти на администрација и вадење визи, такви работи завршив еднаш во полиција, но, но излегов. Секогаш јас на сите студенти по македонски јазик им кажувам дека треба да бидат некаде лектори во светот, затоа што така и македонскиот јазик ќе го видат од една друга страна и ќе научат нешто ново што не го знаеле за својот јазик, иако го студирале тоа 4 години, кога ќе го предаваш на странци, го учиш јазикот на поинаков начин. Така што општо едно многу позитивно искуство ми беше моето лекторусување. Така, не Да, лекторирање. лекторирање. Лекторување. Лекторување во Москва. Али за болица 3 месеци што не сте можеле да излезете, тоа некое негативно искуство или? Не, тоа COVID. беше COVID. И бев во државен карантин, потоа во домот во карантин, потоа во Македонија во карантин и така. Но тоа е проблем на целото општество, не само мој. Да, беше многу интересно, бидејќи ние бевме во контакт кога Марија стигна таму и се селеше од едно Да, и место тоа на беше друго еден од место, не тие- знаевме каде е. Од тие лавиринти на администрација ми Меѓутоа, дадоа погрешна адреса. меѓутоа, потоа, кога се слушнавме, јас знам, да, тоа било, Тоа како што беше ми рече, стрес. строго и така надаму, меѓутоа, там, појадок се носи, ручек се носи, вечер се носи, се има се што треба. Исто период бев во Санкт Петербург. За. Да не се враќаше со хуманитарниот. Не, јас сум скроз Мгм. со градушни. Аха. Да, градушни факултет, но често паралелно сега почнувам. Немам искуство од Москва. Да. Но предпоставувам исто со администрацијата. Да, администрацијата е страшна. Мислам Мислам дека Не, да. јас и во Македонија не ја сакам Мислам администрацијата. дека и затоа- администрацијата во целиот свет Да. е страшна, а ние се соочуваме со... Да. Да, на повисоко ниво. На повисоко ниво. Добро, да сега да ни... Добро, веројатно не знам, не би можел да ви кажем, не сум бил таму и не можам да направам споредба. Меѓутоа, она што мене, например, ми остава впечаток од самиот универзитет, бидејќи вие сега некако почнавте, отидовме на тоа ниво на поглобално, бидејќи администрацијата е навистина во целиот свет. И Тоа е кај нас, лабиринт. значи, ние со странските лектори обично што доаѓаат кај нас, го гледаме проблемот што пак тие го имаат кај нас, а ние си мислиме, да, лесна работа. Не, кај нас со администрацијата Секаде е тешко да се страни. секаде е тешко да се странец, меѓутоа, она што мене ми остави впечаток на Московскиот државен универзитет е организацијата, како е организирана работата, дека некако не излегуваат работите надвор од контрола. Се знае за ова, одиш таму и го завршуваш тоа. Распоредот еве го. Ни тоа е усогласен, ниту толку е. Ова е тоа. Имаш просторија доделена таму и таму, нема што јас на пример кога студирав мене ми се случуваше само што сме седнале некаде ние тука имаме предавање како и почнуваат кавки така значи организацијата во таа смисла е многу подобра. Не сте имале пропусници? Нема пропусници, така е. А таа што ги даваше, имаше над 60 години, беше корона. Шегата настрана, секаде е таква администрацијата, пред неколку месеци исто не пушти и на Колумбија да пресеме, без предходна најава ниту на кампусот, така што... Да, кампусот е затворен и не може да се влезе внатре, но тоа е нормално затоа што таму живеат студенти, професори, луѓето живеат таму како Еве, например, во вашата зграда некој да дојде да се шета. На филолошкиот факултет исто така се влегува исклучиво со пропусница, бидејќи
реално, мислам, ние сме тука, да кажеме, малце полабави и одиме. Зошто некој што не студира на филолошкиот факултет би отишел на филолошкиот факултет, кој што се наоѓа на колку е 15 минути има пеше од метро, така? Па да, може би 20. 15-20 минути од метрото, за да оди зошто некој би одел таму. И сепак тоа е за безбедноста на студентите. Станува збор за метропола, мислам, јасно ни е дека безбедноста мора да биде на високо ниво. Она што мене ми остава голем впечаток, што ми е интересно и постојано го раскажувам, за Московскиот државен универзитет е дека на факултетите, кога ќе влезете, јас на неколку сум бил, не знам дали е секаде така, ама на тие неколку каде што сум бил, влегувате и првото нешто, значи, откако ќе го покажете пропусница, првото нешто е дека има гардероба. И гардеробата не е по желба дали вие сакате или не. Значи, освен наставниците кои што ќе отидат во библиотека или во својата канцеларија и таму ќе си ја остават јакната, капотот и така натаму, студентите се задолжени да ги остават своите јакни. И тоа е можно и интересно затоа што, например, московските зими, како што си доаѓаат луѓето со гумени чизми со се, и има клупи од страната, и гледате, особено девојките, ги вадат тие огромни чизми, ставаат штикли, се дотеруваат сета, се си предаваат многу убаво, некој друг нели таму во гардеробата се грижи, тие се сега слободни на факултетот и да изгледаат убаво, и да изгледаат пристојно, и да може да се движат непречено, бидејќи и на самиот факултет апсолутно има се. Кафулиња, еден куп, мензи, книжарници, продавници, што и да не треба многу да се излегува, нели, надвор. А вака студенти што се допишува да учат македонски, дали имат некоја претходно знаење или занадени се пример од сличното на македонското или руското? Па добро, За сличноста мислам дека се свесни уште пред да се запишат. А за причините, искрено, не знам. Само ете една студентка ми кажа дека се запишала да студира македонски откако ја слушнала Елена Ристовска на Евровизија. Чуди се пати што македонскиот јазик. Тамара Тодевска беше. Тамара Тодевска беше. Да, не беше Елена Ристовска. Значи многу малак е била, ако била Елена Ристовска. Тамара Тодевска беше, значи ете секакви работи ги инспирираат. Дали некој може би има некој друго прашање? Или јас? Да. Од една страна, сите словенски јазици имаат собствена убавина и верувам нели секој на посебен начин ги привлекува луѓето да ги изучуваат. Од друга страна, јас лично сметам дека македонскиот, па и словеничкиот се поекзотични јазици на Балканот и воопшто од словенските јазици. Каков е односот, да речеме, на другите предавачи од другите јазици во однос на интересот на проучување, како научни студии, компаративни студии во однос македонскиот со останатите јазици и дали воопшто има такви обиди во денешно време, зборувам, во овој период? Во овој период на Московскиот универзитет таа работа е многу убаво решена, така што секоја година различна група почнува со студии со изборни предмети. Например, на секои 4 или 5 години се запишува македонски јазик, па српски, па словенечки, така натаму, сега не знам точно како е определени се годините. Српо-кроатистика се уште постои, бидејќи ги учат напоредно српски и хрватски јазик. И затоа тие одат 3 па 2 години, 3 па 2, 2. македонски оди мислам на 4. На секој 4, словенечки на 4, словачки на 4. Значи нема некоја голема конкуренција јазици меѓу себе, ако ти се паднала година кога има македонски, можеш да се запишеш, ако не, чекаш.
Исто тоа е и со изборните предмети, не знам дали може изборен да се земе секоја година или исто преку две, тоа што знам дека сега имаат една голема група со изборен предмет и претходно имаше пред 3 години, јас кога имав 7-8 студенти во таа група, кои што од различни групи, дури од француски, некои има избрано македонски јазик како изборен. Чи Меѓутоа, да, тоа интерно го решава се факултетот. меѓутоа, македонски јазик не студираат само, не учат само, да кажеме, на Московскиот државен универзитет, само на филолошки факултет, има зависи од година во година интереси од другите факултети. Јас сум имал часови со факултетот за историја. Например, историчарите исто така се заинтересирани за македонски јазик и за македонскиот јазик и слушаат, да кажеме, во една група, па ќе се појават некои 15 на души, така што не е дека, знаете, не е дека станува збор ни од оваа страна дека македонскиот јазик е некаква екзотика, не, тоа е реалност и за нив е реалност. Секако е потесна специјалност, меѓутоа, како што реков, и словеничкиот, и па и да кажеме словачкиот е исто така на 5 години, по хемистика е на секои 2, не знам, полонистика е на секои 2 години, да кажеме. И можат да изберат изборни предмети од од тие јазици што се нудат таа година. И учат и српски, и полски, и тоа што... Да, Да. бугарски, не знам сега на колку е, порано исто така беше 2 па 3 години. Меѓутоа, јас колку што сватив, дали има некаква колизија македонски, бугарски и така натаму? Дали има интерес, да речеме, како институт, како научен труд, да се прави компаративна, да речеме, научна, научен преглед помеѓу македонскиот и останатите словенски јазици во однос на современите словенски јазици. Има многу. Секаде во светот ете по конференции, секаде каде што одиме, македонскиот јазик рече се најмалку во 2, 3, 5 стати е застапен. Особено што не само како словенски јазик и од друга страна и како дел од Балканскиот јазичен сојуз. Она што е интересно е што има групи студенти кои што по македонски јазик, кои што, например, целосно се оддаваат наука и потоа продолжуваат. И тие се веќе во други институции. Таму предаваат македонски јазик. Значи, завршиле, да кажеме, докторирали и така натаму, предаваат и на други универзитети, предаваат во Институтот за словенски, за славистика, на други универзитети исто така, и не само во Москва. Македонскиот јазик се изучува, да, како изборен и на други универзитети. Санкт Петербург, Перм, Воронеж, така што кога станува збор за македонскиот јазик. Некој друго прашање? Повелете. Јас би прашала, дали русите студенти го чувствуваат македонскиот јазик како тешок, како ние, например, рускиот, во смисол на тие префикси, суфикси кои го менуваат и значењето на зборот во некогаш. И во другите особено. Уште потешко, може би уште потешко име ним. Затоа што совладуваат. Затоа што кога ќе почнеме да зборуваме за членот и секогаш е тоа, што е членот од да, супер тоа. Да, и потоа ни еден член не е на своје место. Зошто е тука овој член и сега, или нормално, мора ситуативно. Да, и акцентот, минатите времиња, мислам, тоа што кај нас е, како се вика, проблем со падежите, за русите проблем со минатите времиња.
зошто или таму свршени, несвршени, кои се глаголите зошто се. Добре, јас, Марија, ти благодарам што вечерва Благодарам што беше ме покани. со нас. За крај, јас само тука во мојата презентација имав, тоа е, значи, време, секунда. Така. Сакав на крајот да погледнеме едно видео токму за главната зграда, со кој што практично и некако би го заокружиле ова предавање. Да ја видите убавината на главната, односно на корпусот, главниот корпус, да кажеме, на Московскиот државен универзитет. Па, се вративме кај колешките. Само секунда, нешто. Што има на видео? Изгледа само вака сега. Веројатно е до техниката веќе, јас изминувам, меѓутоа вакви работи се случуваат, што не можеме да го догледаме докрај видеото. Во секој случај, ќе ви се заблагодарам на сите за вечерашното присуство. Мари, уште еднаш ќе ти се заблагодарам што вечерва беше со нас и ве очекуваме на уште едно ново предавање на Рускиот центар, кој што мислам дека ќе се случи за 2 недели, меѓутоа, како што знаете, најубаво е да не следите на нашата Facebook страница и за да бидете во текст со настаните што се случуваат во Рускиот центар. Ви благодарам уште еднаш и имајте убав викенд.